Пред околу 12 минути започна работната сесија на премиерите на 16 држави од Централна и Источна Европа со Кина. Секако ова е бизнис форум, така да ќе се разговара за бизнис и економска соработка помеѓу овие земји, меѓутоа и за проекти пред се енергетски инфраструктурни кои што во иднина би требало да се реализираат со кинеска помош. Како што кажа, тука активно учествува македонска делегација предводена од премиерот Зоран Заев, придружуван од министерот за економија, за култура и вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев. Веќе кажа и ти, се најавени повеќе билатерални средби, бидејќи ова е добра можност колегите, представниците на влади на овие 16 држави да ја искористат и за меѓусебни билатерални средби, така што од оние информации што ги добивме од македонска делегација, за утре се закажана билатерална средба на премиерот Заев со унгарскиот премиер Виктор Орбан, меѓутоа премиерот Заев ќе има работна средба билатерална и со кинескиот премиер. Од оние средби кои што досега се случија, пошто синоќа, бидејќи вчера дојде македонска делегација, македонскиот министер за економија имал билатерална, неформална средба со заменик министерот за економија на Република Грција. Било разговарано за интензивирање на економската соработка и за побрзо инфраструктурно и енергетско поврзување на двете земји. Наједноставно кажано, овој форум е добра можност да се направат и добри бизнис контакти помеѓу стопанствениците, односно бизнисмените на овие 17 практично држави, имајќи предвид дека сите делегации се придружувани од поголем број на стопанственици. Таков е случајот и со македонска делегација, па има и одредени најави дека премиерот Заев денеска и во текот на утрешниот ден ќе има повеќе средби и со бизнисмени, инвеститори од повеќе европски земји. Она што е важно во овој момент да го кажаме дека во овој момент трае таа работниот дел од овој самит, кој што ќе резултира со подпишување на заедничка декларација, меѓутоа и пресконференција која што ќе ја држат практично домаќините Виктор Орбан и кинескиот премиер, на кој што ќе бидат прочитани оние заклучоци кои што се донеле во текот на денот. Исто така да најавам дека премиерот Заев ќе даде и изјави, најавена дека тоа ќе биде нешто пред 13 часот, така што Александра во следните јавувања ќе можеме директно и од премиерот Зоран Заев да чуеме за неговите очекувања од овој самит и конкретно што можеби е договорено секако во делот на економската соработка помеѓу Македонија и представниците на 16 други влади. Како и да е, екипата на телевизија Нова останува овдека во Будимпешта. Очекувате јавување и повеќе информации во текот на денот, меѓутоа и во утрешниот ден, за кога што веќе уште еднаш да повторам се закажани билатералните средби помеѓу Зоран Заев и Виктор Орбан, меѓутоа и помеѓу премиерот и кинескиот прв човек на кинеската влада.